почитувани гледачи, се наоѓаме во Гарден центар Хорти Дизајн и денеска ќе ви презентираме садење на растенија во жардинјери. Бидејќи свесни сме на глобалната урбанизација, имаме се помали градини, се помалку место за садење директно во земја, во нашите градини. Бидејќи тој проблем е доста голем, имаме се повеќе и повеќе шанса да ги зазелениме нашите простори со жардинјери или сакси кои се попопуларни во малите градини, стаклените градини, потоа предворијата на хотелите, на фирмите, бензински пумпи и многу други објекти кои се украсени со жардинјери или сакси. Ова што го гледате пред мене е една саксија и сега ќе ви презентирам како оваа саксија ќе ја посадиме, односно како тоа ќе изгледа на крај. Најнапред, во самата саксија ставаме ризла која ќе ни служи за дренажа. Тоа е обично ризла со големина од 1,5 до 2 мм која ќе служи за да може водата слободно да истекува. Од кога сме ставиле ризла веќе во саксијата, сега веќе треба да ставиме земја која е мешавина од земја и тресет збогатена со ѓубриво. Тоа треба да биде од прилика вака растресито и внатре пак имаме ризла која целата оваа смеса ја прави растресита, бидејќи и треба да биде растресита затоа што коренот да може полесно да се храни. Денес еве Зоки ми е асистент кој ќе ни помогне да ја засадиме првата саксија, да ја аранжираме. Ја полниме саксијата до една ја набиваме. И продолжуваме понатаму. Во овој случај ќе посадиме една нандина. Мериме од прилика на која длабина ќе биде посадена. Од кога тоа сме ги мериле, гледаме дека треба да се додаде уште земја, додаде Зоки уште земја. Сега мислам дека веќе е доволно. Тогаш го земаме растението, ќе го очистиме малку од плевелот. Од кога земјината површина сме ја исчистиле од овие ситни тревки, тогаш бараме лице, како најдобро ќе изгледа ова растение. Кој ќе му биде лице, како ќе изгледа најдобро. Јас мислам дека ова е положбата. Тогаш благо удираме по пластичната сакција и го спуштаме во декоративната сакција. Гледаме уште еднаш дали површината е таа. Од прилика додаваме уште земја. Ајде Зоки уште малку земја додади. Мислам дека е доволно. Позицијата е таа. Од страната набиваме. Многу е битно земјата добро да се набие од страните.
Може уште да се доведе. Откако добро ќе ја набиеме земјата, ставаме уште еден слој кој без набивање го рамниме. Во зависност од местото каде што ќе ја позиционираме саксијата или жардинерата, во зависност на објектот, во соодносот на неговите бои заедно со жардинерата и растението, често пати можеме ова земја да ја декорираме, односно да ставиме нешто врз земјата. Често пати тоа се разни мулчови, декоративни, дрвца елементи кои се обоени со разни бои. Во овој случај решивме да ставиме плаво-сивкаста ризла, која е со интересна гранулација од некој си милиметар и пол до 2. Ја нанесуваме врз земјата. Во некој си 2 до 3 сантиметри и веќе добиваме еден колорит. Имаме боја на теракота, имаме горе зелена боја и нормално ризлата е со сиво-плавкаста боја и така да веќе не се гледа земјата. Како што кажав, во зависност од тоа каде што ќе ја поставиме, можеме да ставаме разни бои на декорација. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина.